Што опрема ќе имаш тука вечер? Вечерва ќе бидат овие две, и исто така ќе има две фекалки, тоа се оние што од фекални канализации црпат, бидејќи на одредени места канализацијата е запушена или е премногу наполнета и Ова што е камиони? Овие се камиони. И овие цело ноќ ќе работат, така? Па и дел од нив работа цело ноќ, да. Работа цело ноќ со утоваривачи се утоварува од нив, се носи на депонијата и после тоа носиме во Дриса. Имаме времени депонија. Има ефект. Како? Има ефект. Има ефект. Значи првично добро е вака да поминува, ќе ги поминеме овде, ноќ ќе работа овде, неколку улици ќе се поминат. Значи на главната улица, ова од 1 до 6 треба. Прва, втора, трета, четврта, пета и шеста. Па еве сега рекоа дека на 4 улици постои можност, значи главната што беше оваа, према црквата и према гробиштето. Да. 4 само. Значи на 1, 2, 3 и 6. И 6. Да. 4 А 4 и 5 не? 4 и 5 не. Премногу има што овие се. Значи активностите вечеви се чистење со прскалки на улиците. На прскалки, но оние кај што се све е исчистено, нема шут, нема. Кај што калта е извадена, сега тенки од свој што е останато. Тенки остока, малку кал што остана, вака. На улица 1, 2, 3, 5 и 6. Не, како е? 4 и 5 не. 4 и 5 не. 1, 2, 3 и 6. Да. И за фекалките исто. Онаму кај што е затното? Затната фекалната канализација кај што е полна, споро се. И тие ќе работат цело ноќ. И тие ќе работат цело ноќ. Ќе одзаднува. Кај што ќе кажат, таму ќе работат. Една е на улица 11. Една е за црпење, извинете. Една е за црпење, значи има колку е 5-6 кубика, ја носи на друго место, значи ја смалува капацитетот, а втора е за доколку има запушување, има специјална подприцок што се пушта и ја пробушува црквата. Таа не, значи не шмука, туку пробушува. У Сингилич ги користевме. Да. Има на одредени места се запушува, се користи тоа. Вечера јака концентрација во Сингилички имате како што. Јака концентрација. Ќе има околу 50 на машини ќе работат во Сингилич. Вече тоа. Да, и утоварачи, и камиони, багери, бобкетите се оние малецки багерчиња што влагаат во помали улички, да. Значи тука ќе има 6-7 во Стајковци, а 50 во Сингилич. А утре вечер од прилика горе доле исто планирате. Од прилика тука ќе биде. И така секоја вечер додека не се исчисти. Па видите, се да направиме напори секоја ноќ, што не е вечер него потекот на цело ноќ. Пробуваме да го зголемиме работните сати. Тоа ни е целта. Прва работа и втора работа во ноќната смена, иако има помалку машини, многу повеќе работа завршува. Нема гужва. Еве во Сингилич имаше на пример, Сингилич го поделивме на 14 реони. 1, 2, 3, рече се извинуваме, градоначелник, нас не ни треба преку ден. Зашто? Многу возила, многу немаме ефект. Ете, молам, вечер дали може да пуштите машини? Пуштиме пред 2 ноќа, отидовме таму, за една ноќ све исчисти. Нормално, следната ноќ поново изнесуваат луѓето, поново доаѓа утрето, дали треба, му викам да пуштиме? Не. Поново вика утре вечер. Еве сега вечера се поново таму со машини, доплирано. И луѓето веќе се научија. Века ќе изнесуваме ние преку ден, навечер нема возила, нема луѓе, нема вака вознемирување и побрзо, значи се прави по споредните улици, ако влезе некоја возилце, не може по саат, времето се закачи камион. А на главната може да се откочи со полициска специјален режим на полиција, меѓу во споредното. Каде? Од вечерва ни е ново, ангажиравме 60 трактори со приколки. Тие се многу згодни за помалите улички, затоа што можат рачно да ги товарат. Камион не може рачно да го товара. А има многу кабаст отпад кој што може рачно да се натовари. Плакари, стари фотели, све што е од покупнината. И полесно да се товари прикука на трактор отколку на камион. Не може. Ја пробав едното и другото, полесно е. Многу е полесно. И второ не се заглава тракторот, не се заглава, тоа е си. Да, има големи ниско е, кога го носиш. Отпадот го ставаш вака, а ако е во камион треба да го префаваш. Тоа е едниот аспект и многу важен. И вториот аспект зашто многу често имаме на по меки тло. Не може да влезе камионот. Никога на вода одредите ли координатор за Илинден? И таму лошо изгледа. Го работат Илинден заедно, градоначалникот е вклучен таму, градоначалникот на Илинден е вклучен, координатор посебен немаме. Треба последен координатор таму за да помага поише. Денеска одлучивме да се набават пумпи. Таму пумпи дека треба, ама треба еден координатор што целодневно ќе биде. Океј, тоа е еден човек кој што ги занимава исто на истиот принцип што го имаме сега.
А она што денеска го зборевме таму е да набавиме пумпи со голема мокност. Има градоначалникот неколку такви пумпи кои што таму ќе ги ставиме, мислам дека за 3 се договоривме, тие се со 8000 литри во минута. Тоа ќе бидат 24000 литри во минута. Таму требаат пумпи кои што се 1 кубик во секунда, значи многу појаки. 60000 литри. Да, или 60000 во минута. Да, слично. Ние сега се договоривме со овие три, прво. Второ се договоривме за Министерството за земјоделие веднаш да почне набавка и да набави такви пумпи со таква мокност. И трета работа, да видиме дали има од некој од градовите со кои што има соработка градоначалникот Софија, Белград или некој да може да донесе такви пумпи веднаш да поземат. И четврта работа, на дирекција за заштита и спасување исто и они да прашаат со нивните, да речеме, идентични организации во други земји, исто и они да пробат да го направат. Затоа што таму големо тоа е за Таор ствари. Пошто од Таор каналот завршува во Таор и од таму треба да се води водата во пониска од Вардар, со пумпите се фрло Вардар. Се фрло Вардар. Се од овде. Од овде што оди? Од Илина, од Петрове што оди? Од Рачиново може да доаѓа и Таор. Таор е измеѓу од Петрове спрема Вардар. Значи измеѓу Петровец и Огњанци, поблиску и до. Како е сега нивото на Вардар? Океј е нивото на Вардар, нема проблем. Нема опасност. Да, може да. Не може да ја прими. Вардар нема опасност никаква. Океј. Океј, Шајка, ти си тука? Да. Целодневно? Секојдневно тука и сега кога ќе треба да работиме од улици и патишта, некојаш градоначалникот ќе ни изненади. Имате 2 машини, имате 2 скипа, имате 2 камиона, едва ги чекаме да речеме. За плюс збориш се? За плюс, збориме за навечер. Во 2 сат, после полноќ. Ајде ќе си имаме екипа добра, направив координатори на сите улици, и плюс координаторите на сите улички направија и координатори на краците што се на улиците. Речеме 11, улица 11 има 15 краци, улица 18 има 10 краци, улица 5 има 4 краци, улица 1 има 7 краци. И тие си имаат плюс координатори и одлична е работа. Веќе се собереме така, 6 координатори во 2 часот доаѓаат улици и патишта. Се што е каба со отпад или отпад било каков, се товара кога нема сообраќај и тоа е добро. И сега ги очекуваме овие 2 камиона сега што се уште 2 скипа ќе чекаме сега. Точно главните улици ќе ги очистат. За сабајле кога ќе дојдат екипи, баш се изненадени овие од приватни фирми што доаѓаат, нели што помагаат. Одлично функционира. Одлично функционира. И на авансното плаќање кога планирате? Решивме вака, да ги почекаме проценителите, да ја завршат не проценката, него увидот. Проценката е составена од 2 дела. Прво увид во сите куќи, кој што треба да заврши сега до среда. И вториот дел е од среда натаму ја прават проценката. Тој дел е малце подолг. Ние сакаме до среда да сега увидот е до вторник. Увидот е до вторник или среда, најкасно треба да заврши. После рачуници, математика. После тоа рачуници. Сега ние до среда ќе ги знаеме сите куќи, ќе имаме информација за сите куќи кои што се поплавени или оштетени и ќе имаме собрано податоци за тие. И врз основа на тоа ќе можеме да идеме со авансна исплата. Така да планираме некаде до крајот на наредна недела да го активираме тој механизам. Океј. Тоа ќе помогне доста. Има луѓе што се тем во лоша ситуација. Не, онаму кој ќе поминува, тоа не се очекува тоа. Во Инџико особено тоа што само вода имаше, или најбрзо да речам. Поминав за вчера. Значи, веќе извадено имаме дело партијата и се, и веќе тоа проше се поставило. Така да има влада да нешто заклучок, тоа е добро. Значи да донесе со одлична динамика води проценка. Со одлична динамика. Дена да се плати, тоа е. Еве денеска сабота 500. Утре исто. Не требаше 800 денеска? 500 денеска завршиле, толку ми кажа. Утре пак вчера 800. Вчера 800. Работен ден. Сега 500, утре 500 веројатно, може и повеќе. Од понеделник па 800. Од понеделник па 800 и до среда, до вторник, најкасно среда ќе заврши. Со увидот. Ќе ни ги дадат потоци, идеме ние со механизмот за авансна исплата, а после они ќе одат со вториот дел на проценка. Океј. Значи, новина е што од вечера почнува ноќна работа, ноќна смена. Во текот на цела ноќ. И овде во Стајковци и во Сингрич. Сингрич почна пред 3 ноќи? Не, овде е прва. Овде за Стајковци. Ќе работиме, ќе издржиме.
да видиме што понатаму. Кумбата за луѓе оставена. Колку луѓе имате по спортски сали што се сместени во прифатилиште? 180. 180 се сместени. Денеска имавме заклучок на влада и за тоа да бидат посетувани од екипи на здравство, да не имаат некои здравствени потешкоти, со лекови и така натаму, пошто се раселени. Вкупно се 180 до сега. Океј.